денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Ке се именуваат улици во Охрид во чест на поранешниот градоначалник Јован Стојановски, гемиџијата Марко Бошнаков и Тодор Александров. Откриена спомен плоча за 6-та пешадиска бригада на Арама во поранешната касарна. Се санира штетата од пожарот кој утринава избувна во киоск во градскиот пазар во Охрид. Охридските пожарникари во соработка со планинската спасителна служба се обучуваат за интервенции на тешко пристапен терен. Ке започне поставување трет слој на асфалт на автопатот Киче во Охрид. Не се знае дали ќе биде завршен до крајот на годинава. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно и ветровито време со сончеви периоди и максимална дневна температура од 25 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро време со локална облачност и посвежо со благо опаѓање на температурите. Во петок во поголем дел од Европа ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и невообичаено топло за овој период од месец септември. Престануваат и варнежите кои ги имаше на југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Само во крајните јужни предели на полуостровите се очекуваат температури кои што се под повеќегодишниот просек. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 24 до 33 степени. Во Македонија во петок посвежо утро со благо опаѓање на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 8 до 18 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 19 до 31 степен. УВ индексот со вредност 4. Во Охрид во петок ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Ќе дува засилен ветер од североисточен правец до 20 км на час. Минималната температура од 14, а дневната до 25 степени. Во сабота и недела во Охрид ќе преовладува сончево и топло време со дневна температура до 26 степени. Во понеделник по свежото утро со температура од 11 степени, во текот на денот ќе преовладува сончево и топло време со дневна температура до 25 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Бизон, екстремно мокни лепила. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Витаминка, вистинскиот вкус на ова лето. Ново лето, нова доза промоции, забава и највкусни витаминка производи како дел од летните промоции на Тамаро и Супер Радио. Ова лето подгответе се за Витаминка Челендж, промоции и презентации пред најголемите Тамаро маркети и секојдневни награди на Супер Радио. И ова лето Витаминка го носи вистинскиот летен вкус.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Улици во Охрид ќе бидат именувани во чест на поранешниот градоначалник професор доктор Јован Стојановски, гемиџијата Марко Бошњаков и еден од водачите на ВМРО Тодор Александров. Иницијативата е на независниот советник во градскиот совет Антонио Наумовски, а за истата да се реализира, општината треба да изготви автоматизирана електронска евиденција на улици. Улици во Охрид ќе бидат именувани во чест на поранешниот градоначалник на Охрид професор доктор Јован Стојановски, гемиџијата Марко Бошњаков и еден од водачите на ВМРО Тодор Александров. Иницијативата е на независниот советник во градскиот совет Антонио Наумовски, а за истата да се реализира, општината прво треба да изготви автоматизирана електронска евиденција на улици. Е донесен закон уште во 2004 година, но за жал општина Охрид се уште нема изготвена автоматизирана електронска евиденција на пропишан законски образец, ниту таа е доставена во Централниот регистар на Република Македонија. Што значи дека после разговор со службите видовме дека и улицата Кеј Маршал Тито, која што е применувана во Кеј Македонија, се уште граѓаните добиваат и нови лични карти со имињата старина улиците кои што претходно ги променал совет. Иницијативата била разгледана од службите на општината и не се спорни ниту предлозите, ниту имињата, но за жал истата не може да се реализира дури и советот да донесе одлука пред да се изготви потребниот регистар. Проблематично доколку во моментов пристапиме кон донесување на одлука за промена на имиња на овие улици. Ние не е спорно, значи може да пристапиме, меѓутоа таа одлука што ќе ја донесеме нема да воопшто да може да се реализира, односно да се спроведе. Ние како општина мора најпрво да пристапиме кон изготвување на ваков регистар кој е на посебно законски пропишан образец. Тоа нема да е едноставна, лесна работа, ќе е подолга работа, работа потешка која што ќе трае подолго. Председателот на Совет Сашо Донев ги задолжи службите да се изготви регистарот, да се ажурираат улиците чии имиња досега се промениле и понатаму да може да се носат и други такви одлуки. Советникот Наумовски сепак побара да се прецизира одредена временска рамка за изготвување на регистарот на улици. И барам од Советот, ако може да дајме едно задолжение до службите, да определиме на рамка на период за колку би го изготвиле, да не е до бесконечност. Од представници на општинските служби одговорот е дека регистарот би бил готов до крајот на оваа година. Поставена спомен плоча на 6-та пешадиска бригада на армијата на Македонија во поранешната касарна. За посебен придонес во формирањето на бригадата доделени се благодарници на полковник во пензија Павле Момировски и постхумно на првиот командант на гарнизонот на АРМ во Охрид, полковникот Јосип Хајба. На пригодна свеченост, што се одржа вчера во поранешната касарна во Охрид, беше откриена спомен плоча на 6-та пешадиска бригада на армијата на Република Македонија. Во присуство на генералот во пензија и актуелен пратеник во Собранието на Република Македонија Илија Николовски, воедно и председател на воените ветерани и резервисти на Република Македонија, на генералот во пензија Филип Котели, председателот на Сојузот на борци од Охрид Гоце Ѓорѓиевски, представници на СВР Охрид, како и на повеќе актуелни и поранешни припадници на единицата, за развојниот пат на 6-та пешадиска бригада зборуваше полковникот во пензија и председател на Сдруженијето на ветерани и резервисти од одбраната и безбедноста на Република Македонија Огранок Охрид Добре Велјановски. Велјановски во името на ветераните за посебен придонес во формирањето на 6-та пешадиска бригада постхумно му додели благодарница на првиот командант на гарнизонот на АРМ во Охрид, полковникот Јосип Хајба, а делегација на ветераните положи свежо цвеќе на неговото вечно почивалиште. Благодарница за посебен придонес во формирањето на 6-та пешадиска бригада му беше доделена и на тогашниот заменик на командантот, полковник во пензија Павле Момировски, како и на градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков за искажаната помош и поддршка за отварањето на спомен собата на 6-та македонска народно-ослободителна бригада лоцирана во Охридската касарна. Се санираат штетите од пожарот кој денеска во раните утрински часови избувна во киоск во градскиот пазар во Охрид.
Рано изутринава избувнал пожар во пазарот во Охрид кој зафатил сендвичарница и киоск во уличката со тезги кој што го поврзува плоштадот Крушевска република кај Чинарот со градскиот пазар. Пожарот бил пријавен околу 5 часот утрово, пошто интервенирале 6 пожарникари со 2 противпожарни возила и за кратко време го ликвидирале огнот. Во пожарот за среќа нема повредени лица. Предизвикана е материјална штета на киоскот за продажба на земјоделски производи и на соседни тенди. Увид извршила екипа на СВР Охрид со јавен обвинител. Причините за пожарот ќе се утврдуваат. Охридските пожарникари се обучуваат за интервенции на тешко пристапни терени. Тим на територијалната противпожарна единица Охрид изведе обука со спасителите од планинската спасителна служба. Обуката на пожарникарите се однесуваше за работа на висина и на тешко пристапни терени. Планинската спасителна служба со својот професионализам, ентузијазам и опременост е водечка во областа на нивното работење во регионот, велат од територијалната противпожарна единица Охрид за соработката со Планинската спасителна служба. По повод 8 септември, денот на независноста на Република Северна Македонија, Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид информираат дека влезот за посетителите во сите објекти под надлежност на установата Самуилова тврдина, Галерија на икони, Меморијална куќа на Христо Узунов, Куќа на Робевци и Музеј на вода Градиште е бесплатен. Ке започне асфалтирање на третиот слој на делницата од Охрид кон Подмолје, кон аеродромот и понатаму кон Ботун и Кичево, информира министерот за транспорт и врски. Но Бочварски не може со сигурност да потврди дека автопатот Кичево-Охрид ќе биде целосно завршен до крајот на годинава. 4 месеци пред истекот на последниот рок за завршување на автопатот Кичево-Охрид, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски не може со сигурност да каже дали работите ќе завршат до крај на декември. Стоиме на ставот дека сите патишта кои ги започнавме треба да направиме максимални напори да ги завршиме, изјави министерот на новинарско прашање при уведот на градежните работи за рехабилитација на автопатот Скопје-Тетово. Додаде дека проблемите со кои го затекнале автопатот Кичево-Охрид се решаваат и отстрануваат. Се прави избор на заштитната ограда на овој автопат и ќе започне асфалтирање на третиот слој. Ке почне асфалтирање на третиот слој од Охрид кон Подмолје. Продолжуваме кон аеродромот во Охрид, Ботун и кон Кичево. Ги правиме сите координации, притисоци, изведувачите да си ја завршат својата задача, бидејќи институциите својата задача си ја завршија. Ние правиме притисоци да почне сукцесивно дел по дел да се пушта автопатот од тоа што е подготвено. Бочварски потсети дека се заврши клучката кај аеродромот во Охрид и е пуштена во сообраќај, така што според него секој оној дел кој што ќе биде приспособен согласно стандарди и процедури да биде безбеден и да биде пуштен во сообраќај. Изградбата на автопатот Кичево-Охрид трае веќе 8 години. Двајца повредени во сообраќај на несреќа на патот Охрид-Кичево. Синоќа во 22 часот и 45 минути во СВР Охрид било пријавено дека на магистралниот пат Охрид-Кичево во близина на селото Требеништа, општина Дебарца, патничко возило Форд со охридски регистарски ознаки, управувано од 27 годишниот АМ од Охрид, излетало од патот. При тоа, возачот и 19 годишен сопатник од Охрид се здобиле со тешки телесни повреди, констатирани во болницата Свети Еразмо во Охрид. Увид на местото на несреќата извршила екипа од СВР Охрид, информираат од Министерството за внатрешни работи. Во продолжение да ги погледнем и вестите од светот. Групата Г20 ќе ја прими Африканската унија за своја постојана членка, објави Bloomberg News, повикувајќи се на извори запознаени со ова прашање. Со тоа на Африканската унија ќе се даде ист статус како и на Европската унија. Групата Г20 во моментов се состои од 19 земји членки и Европската унија. Африканската унија е континентално тело составено од 55 земји членки и досега во Г20 имаше статус на поканета меѓународна организација. Индискиот премиер Нарендра Моди во јуни во писмо до лидерите на Г20 предложил Африканската унија да добие полноправно и постојано членство во блокот со кое ќе се верифицира на престојниот самит во Њу Делхи. За самитот кој ќе се одржи викендов, Њу Делхи е претворен во виртуелна тврдина со десетици илјади полицајци, паравоени сили и командоси распоредени по неговите улици, граници и хотели во кои ќе бидат сместени претседателите, премиерите и министрите. Покрај масивни
репресивните безбедносни мерки, Нью Делхи е среден како никогаш досега. Свежо асфалтирани патишта, осветлени споменици и фонтани, светли мурали и високи нови статуи кои го покажуваат културното наследство на Индија, ќе ги пречекаат делегатите кои пристигнуваат на самитот. Кина со нов контроверзен предлог закон за воведување казни ако облеката и говорот се штетни за духот на народот. Корисниците на социјалните мрежи и експертите побарале да се прецизира што представува нарушување на духот на народот и како властите можат еднострано да одлучат кога се повредени чувствата на нацијата. Според предлог законот, луѓето кои носат или принудуваат други луѓе да носат облека или символи кои го поткопуваат духот или ги навредуваат чувствата на кинеската нација, оние кои пишуваат или шират написи или говор што предизвикуваат иста штета, може да бидат казнети со затвор до 15 дена и парична казна до 5000 јуани, односно 680 американски долари. Со предложените законски измени се забранува и навреда, клевета или на друг начин валкање на имињата на националните херои, како и сквернавење и вандализирање на нивните споменици. Американското министерство за внатрешни работи соопшти дека ќе ги откаже преостанатите 7 договори за концесија за експлоатација на гас и нафта на Федералниот резерват за диви животни, што и беа доделени на Агенцијата за развој на Аљаска во последните денови од администрацијата на поранешниот претседател Доналд Трамп. Имено, еден ден пред инаугурацијата на Џо Бајден, републиканската администрација на Трамп издаде 7 договори за концесија на администрацијата на индустријски развој и извоз на Аљаска во Арктичкиот национален резерват за диви животни. Белата куќа соопшти дека со укинувањето на концесиите ќе помогнат во заштитата и зачувувањето на земјата и дивиот свет на Арктикот и ќе покажат почит кон културата, историјата и мудроста на домородците од Аљаска кои живеат на таа земја од памтивек. Еколозите и домородните групи на Аљаска го пофалиле овој потек. Венеција од март идната година ќе наплаќа по 14 евра за влез во градот. Од тоа ќе бидат иземени жителите, оние кои влегуваат во градот за да работат, децата под 5 години, како и туристите кои ќе преноќат во Венеција. Извршниот совет на градот го одобрил наметнувањето на ваков билет неколку недели откако УНЕСКО предложил да се додаде Венеција на листата на загрозени места на светско наследство. Овој план треба да го одобри градскиот совет кој ќе се состане на 12 септември. Наплатувањето за влез во Венеција се воведува бидејќи градот бара начини да се справи со проблемот со прекумерниот туризам. Потребно е да се регулираат туристичките текови во одредени периоди, но тоа не значи затварање на градот. Венеција секогаш ќе биде отворена за секого, изјавил нејзиниот градоначалник, пренесува Гардијан. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!